Добро дојдовте на оваа пресконференција во име на продуцентската куќа Трето уво, која во соработка со Стопанската комора на Македонија заеднички го реализира подкастот Бизнес клуб со Бранко Азески. Првичната иницијатива за креирање на овој подкаст беше моја, бидејќи во еден период поттикнат од традиционалните и дигиталните медиуми кои секојдневно воглавно лиферуваат негативни вести, црни хроники или некакви криминалистички скандали. Истовремено на YouTube каналот има еден куп ток-шоу од хумористично забавен карактер, но без никаков посебен концепт и содржина вредна за да го задржи нашето внимание. Решив да предложам еден нов проект, тоа е овој подкаст. Се разбира, кога зборувам за овој тип на подкасти, секоја честина исклучоците кои се навистина квалитетни и постојат на интернетот во Македонија. Истовремено во Македонија живеат и работат голем број вредни, способни, умни, успешни предприемачи кои водат поголеми или помали бизниси, кои секојдневно создаваат додадена вредност, вработуваат луѓе, плаќаат плати, придонеси, даноци, царини, еден куп други давачки кон државата, го полнат буџетот од кој функционира државниот апарат, администрацијата и целиот систем. Иако добро знаете дека на ваквите луѓе немаат потреба од популарност, нити од слава, нити пак ја сакаат, но сепак сметам дека тие заслужуваат малку поголемо внимание. Затоа што тие се столбот на економијата и генератор на финансискиот крвоток на секоја економија во светот. Тие имаат многу што да кажат, од нив може да се слушне и да се научат многу паметни работи. И во крајна линија тие би требало да бидат и рол модел за младите генерации кои доаѓаат. По тој повод остварив средба со претседателот на Стопанската комора, господинот Азески, кој веднаш ја прифати мојата идеја, ја препозна и за кратко време влеговме во реализација на овој проект. Кога станува збор за така наречениот тврд бизнис, лично сметам дека не постои поквалификуван и идеална личност која има способност да води на ваков подкаст од господинот Азески. Тој е 20 години на чело на Стопанската комора Македонија и токму затоа тој е и домаќин на овој подкаст. Инаку постоењето на ваков подкаст во Македонија, врзан за бизнисот во Македонија, сметам дека е битен од неколку причини. Пред се тоа инспирација за младите предприемачи. Тој може да ги мотивира младите луѓе кои сакаат да отпочнат свој бизнис, преку слушање на реални приказни за успех, предизвици и решенија, и да ги охрабри да тргнат по својот пат. И тоа токму овде во Македонија, а не да одат во странство, како што е тоа случај во моментов. Ваквите постапци се важни заради споредување на практичните искуства, бидејќи успешните бизнисмени имаат драгоцени совети кои можат да ги споделат со аудиториумот за своите лични искуства, за тоа како стигнале до тоа што се денес. Друга причина е фокусирање на локалните успешни бизнис приказни, бидејќи Македонија, како и другите држави, може да биде бизнес дестинација, и мислам дека овие примери го ја разбиваат предрасудата дека во Македонија успехот е невозможен и дека успехот е најчесто возможен негде другде, најчесто во странство. Една од мотивите беше на овој подкаст да се развие таа култура на успех, да се почне да се менува тој мајндсет, особено кај младите луѓе, да се поттикнат да бидат поиновативни и попредприемачки настроени. И на крајот на криштата, подкастот е медиум кој допира до најшироката публика, бидејќи е најпрактичен за следење. Сега ќе ви кажам неколку збора и за досегашното искуство од овој подкаст. Првата епизода ја емитувавме на 28 ноември минатата година, а потоа секој четврток емитувавме нова епизода точно во 12 часот на YouTube каналот на Стопанската комора, кој се вика Chamber Macedonија. И досега во изминатите 2 месеци имаме 8 епизоди.
во кој гостува бизнисмени од различни области, како што се градежништво, безалкохолни пијалоци, онлайн продажба, маркетинг услуги, тутунска индустрија, металургија, прехранбена индустрија, машинска индустрија и други. Гостите во подкастот се воглавом собственици или генерални менаџери во познати македонски компании и тие во разговорот со господинот Азевски ги пренесуваат своите животни патишта и искуства, сите подеми и предизвици низ кои поминале за да стигнат до оваа позиција која ја имаат денес. Воглавом се работи за импресивни приказни, од кои младите може да слушнат и да научат многу. Нашиот план со овој подкаст е да продолжиме понатаму се до крајот на првата сезона која планираме да биде негде до мај оваа година, а потоа ќе одлучиме во кој правец ќе одиме во иднина. Веројатно ќе ги збогатуваме содржините со гости од регионот, а потоа и од Европа. Бидејќи успешните приказни се инспиративни и секогаш се интересни за слушање. Во согласно со промената на клубот 100 во клуб Европа, имаме и ние намера во иднина подкастот да го дополниме со тоа што ќе се вика Бизнис клуб Европа. Инаку успехот на овој Бизнис клуб подкаст ги надмина дури и сите очекувања кои ги имавме пред да почнеме, бидејќи минатата недела направивме некаква анализа да видиме како стоиме со гледаност. И гледаноста е навистина огромна, бидејќи според оние сознанија кои ги добивме, гледаноста и видливоста на активностите на комората и низините членки е зголемено неколкукратно, зборувам во дигиталните медиуми. Од почетокот до денес, нашите објави поврзани со подкастот Бизнис клуб достигнаа рич на сите социјални мрежи заедно од 300.000. Она што е уште поважно, 70% од нашата публика се млади луѓе на возраст од 25 до 44 години. Тоест, најработоспособната група на луѓе, што беше и нашата цел уште на самиот почеток, кога го стартувавме овој подкаст, да се обратиме токму на помладата публика, бидејќи сметаме дека овој подкаст е наменет особено на нив. На крајот морам да го изразам својата огромна благодарност до сите луѓе од комората со кои соработуваме во реализација на овој подкаст и за нивната огромна поддршка и посветеност во реализација и развивање на овој заеднички проект. Ви благодарам. Идејата за формирање на Бизнис клубот Европа произлезе токму од тој подкаст Бизнис клуб, каде што беа селектирани плејада на македонски млади бизнисмени кои што беа полни со нови и свежи идеи, воведоа нови стандарди во македонската економија и во македонското стопанисување и функционирање на бизнисот. Тие имаја можност да растат во комората, да учат од постарите бизнисмени и да ги надминуваат сите оние предизвици со кои што претходно се среќавала постарата генерација. А најважно се што стана успешни, токму заради тоа да препознатливи во странство, но останаа да живеат во нашата земја. Бизнис клубот Европа е формиран со одлука согласно заклучокот од Управниот одбор на Стопанската комора на 29-та седница одржана на 10.12.2024 година и препораката за формирање на Бизнис клуб Европа, која што е усвоена во јуни 2024 година од Управниот одбор на комората. Се со цел да се направи една успешна алатка за пристапување кон неу, а активностите на Бизнис клубот ќе бидат насочени кон подобрување на конкурентноста и продуктивноста на македонското стопанство, кои на одреден среден рок би придонеле кон раст и на бруто домашниот производ, раст на куповната моќ и доближување на нашата земја до ЕУ, чија цел е. Бизнис клубот Европа исто така представува и успешен инструмент за повратни информации од деловната заедница до Европската комисија. Затоа се веќе предвидени и одредени активности во самиот проект на комората, кој што го работи веќе подолго време, а тоа е Enterprise Europe Network платформата, каде што
им се овозможува директна интеракција на компаниите и бизнис советниците да можат да се пласираат на надворешните европски, регионални, европски, но и на светски пазари. Главен фокус и целта на делувањето на Бизнис клубот Европа ќе биде ЕУ, односно интегрирање во процесите на ЕУ, и ќе биде поврзана со прашања од областа на ЕУ, ќе биде поврзана со прашања од формирање на градење политики кон Европската Унија, промоција на процесот на пристапување кон ЕУ, преку дискусии, тркалезни маси и други форми и дебати за прашања од ЕУ и во организирање на разни информативни и комуникативни настани. Но многу важно е тоа што фокусот на Бизнис клубот ќе биде насочен и кон остварување на целите и на приоритетите кои што ги има комората, а се поставени во стратегијата 3И – извоз, инвестиции и инфраструктура. Извозот мора да стане врвен приоритет на економијата во Македонија и главен мотор на економскиот раст во нашата земја. Стопанската комора, следејќи ги зацртаните цели на овој приоритет, долги години ги насочува компаниите со помош, поддршка и подготовка на бизнисите како да ги освојуваат другите пазари, како да склучуваат нови партнерства, како да градат нова нивна, да станат поконкурентни на пазарот на трудот, но и да нудат добра и услуги кои што ќе имаат додадена вредност со цени и квалитет, да бидат конкурентни на странските пазари. Комората ова го работи на неколку начини и тоа преку платформата која што е за нас назначена, тоа е Националниот совет за извоз, каде што на една иста маса стојат и премиерот на Републиката со представници од јавниот сектор, но и председателот на Стопанската комора со представници од бизнис секторот, каде што преку оваа платформа и јавно-приватен диалог се дискутира за сите проблеми за македонската економија, но и за проблемите со кои се соочуваат компаниите кои што се извозно насочени. При тоа се користат разни алатки, како што е Институтот за извоз, како професионална услужна алатка за поддршка на извозно ориентираните компании, кои што им се нудат обуки, работилници за развивање на кадровските капацитети на компаниите, ги збогатуваат со знаење и вештини кои што се потребни за реализација на извозните активности, но исто така им нудат и различни типови на анализи за податоци за извозната конкурентност на таргетирани странски пазари, ги подготвуваат за нивната царинска и даночна политика, значи наоѓаат начини како да им го олеснат патот за излез на странските пазари. И клубот на извозници, кој што во моментот брои околу 160 членки. Само преку отворањето на регионалните и европските пазари и обезбедувањето на производи со додадена вредност може да се влие на растот на македонската економија и зголемувањето на бруто домашниот производ, кој сега во моментот изнесува 3%, но се надеваме со помош на овие активности кои што ги спроведува комората во олеснување на извозните активности, ќе дојде до зголемување на бруто домашниот производ. Понатаму, околу извозот би сакала да го погледнете уште еднаш видеото, каде што се искажани изјавите на компаниите во врска со нивните идни активности за излез на европските пазари. Во вториот дел од подкастот покрај македонските млади македонски бизнисмени ќе имаме и промоција на млади балкански бизнисмени кои што придонесуваат исто за бруто домашниот производ во нивните земји, но и на балканските пазари во регионот. Ви благодарам на вашето присуство. Се надевам дека бевме интересни во промоцијата. Повелете.